Присуствувавме како наблюдувачи на расправа во апелационен суд, каде што обвинителството кажа дека со самото поднесување на обвинителниот акт и првостепената обвинителна присуда, дека се докажало дека обвинетите го сториле кривичното дело, а всушност тие не го докажале спротивното, што за нас како изјава е недозволива, поради тоа што влијае на товарот на докажување кој што секогаш треба да биде на оној кој што го поднесува обвинението, а во ниту еден момент да не се прифрли на обвинетите, и особено со ова се прекршува и презумпцијата на невиност, која што треба да се почитува се до донесувањето на правосилна судска одлука. Ваквиот товар на докажување во граѓанската постапка, особено што се однесува на предметите за дискриминација, кои што беа фокус на оваа анализа и на наблюдувањето, пак се задначува со сите останати граѓански постапки, што исто така е недозволиво, односно утврдивме дека судиите немаат пракса да го префрлат товарот на докажување на страната на тужениот кога постојат доволно докази дека е извршена дискриминација, поради тоа што навистина на тужителите им се отежнува да докажат дека постоело дискриминација, поради тоа што ги немаат сите информации кои што пак ги има тужениот и кои што мора да ги поднесе до судот за да докаже всушност дека немало дискриминација. По тука ги даваме препораките кои што се однесуваат на еднаквоста на оружјето, која што Европскиот суд за човекови права во многу своји одлуки вели дека мора да се почитува. Препораките се следните: дека судиите и јавните обвинители треба да го почитуваат принципот на товарот на докажување, да го носи оној кој тврди, а не оној кој негира, особено во кривичните постапки. Сметаме исто така дека треба да се обезбеди аудио видеотехнологија со која ќе може да се снимаат сите судски постапки, со што судот, јавното обвинителство, тужителите и тужените ќе имаат реален увид во целокупното одвивање на судската постапка, и судовите да пристапат кон примена на институтот на префрлување на товарот на докажување од страна на тужените во судски постапки каде се бара заштита од дискриминација. Една од препораките која што и тука ја даваме дека мора да се почитува јавноста на судските постапки. Забележавме дека има многу мала заинтересираност од страна на граѓаните за наблюдување на судски постапки. Има мала заинтересираност од здруженијата на граѓани за наблюдување на судските постапки, а особено кога е системско наблюдување во прашање. Можеме да забележиме дека има зголемена заинтересираност од страна на новинарите во последните години, што особено е позитивно. Меѓутоа, од друга страна, утврдивме дека навистина се ограничува ова право, посебно кога се работи за аудиовизуелно снимање, поради тоа што иако новинарите имаат дозвола од Врховниот суд на Република Македонија да ја снимаат постапката, сепак им се дозволува од страна на судските совети само да снимат некои сегменти пред почетокот на притрасот и потоа се ограничува аудиовизуелното снимање, со што не може да добијат целосен впечаток за тоа како се води постапката и врз основа на тоа да извлечат конкретни заклучоци. Исто така забележавме дека не се дозволува секогаш, и тоа од страна на полицијата понекогаш се ограничува, роднините на обвинетите да присуствуваат на судските постапки, што особено влијае на јавноста, поради тоа што тие имаат такво право и бараат посебни известувања или пак воопшто не им се дозволува. Во една постапка, откако беше прашан председателот на Советот, тој дозволи, потоа беа вклучени. Понекогаш изговорот е дека нема капацитет, значи нема место за да се оствари ова право, меѓутоа сметаме дека кога се работи за поголеми судења, значи ова од самиот почеток мора да биде утврдено и мора да се обезбедат услови за јавност на судските постапки и вклученост на сите страни.